Стадион. Емисија за вашата вистина. Професоре, сме разговарали друг пат. Ајде да почнеме со вашиот факултет, вашиот универзитет во Битола, Свети Климент Охридски, мислам единствен во Македонија кој што има предмет организација на јавниот сообраќај, јавниот транспорт. Кои се трендовите? Има ли во светот бесплатен јавен превоз? Дали сега се повеќе се трудат еколошки возила да се воведат автобуси, електрични? Треба ли Скопје да размислува тој бас рапид систем да го развива? Треба да се откаже, треба да биде похрабар, па дури да размислува и за тунели и за метро. Повелете. Пред се благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија, да пожелам убав ден на вашите слушатели и секако да ве поздравам вас во студиото и да го поздравам и вашиот гостин. Вака, значи, се разбира на Техничкиот факултет во Битола е најстарата студиска програма од областта на сообраќајот, значи студиска програма на која се едуцираат сообраќајни инженери. Меѓутоа, има покрај оваа студиска програма на Битолскиот универзитет, постои студиска програма за сообраќајно инженерство и на Државниот Тетовски универзитет, а од неодамна и на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. Прашањето кое што ми го поставивте, тоа е на широка тема, ќе ми дозволите малку да дадам една поширока слика во однос на тоа што вели науката, кои се денешните трендови и потоа да видиме какви импликации има тоа конкретно за Скопје и за идејата за воведување на бесплатен јавен градски превоз во Скопје. Значи, ова идеја за целосно бесплатен јавен градски превоз би можело да се анализира како дел на сеопфатна добро осмислена политика на планирање на одржлив транспортен систем или одржлива мобилност. Ова е многу важно за да се даде контекст на оваа идеја. Денеска во јавноста не сум слушнал многу некој директно да каже, меѓутоа и во научната јавност и во праксата и искуствата во градовите во светот се покажа дека градови каде што најголем дел од патувањата се прават со автомобил, не можат да ги решат проблемите на сообраќајот. Едноставно нема решение. А напротив, големи се проблемите кои се предизвикуваат во сообраќајниот систем и во животот на градот. Од загадување, нели, закрачување на сообраќајот, постојано проширување на капацитетите сообраќајни на инфраструктурата, градење на паркинг простори не го решава проблемот, туку напротив го влошува проблемот. И сега што е решението? Решението е тој одржлив транспортен систем, тоа впрочем и официјална политика на Европската унија, официјална политика и секаде во светот, бидејќи тоа се гледа денес како решение на проблемите на сообраќајот во градовите. Накратко да не задржувам многу што е таа одржлива мобилност или одржлив урбан транспортен систем. Главната идеја е обесхрабрување или дури целосна забрана таму кај што може на употреба на автомобил, а промовирање и унапредување на другите видови на транспорт во градот, пред се јавниот градски превоз, меѓутоа ќе истакнам квалитетен јавен градски превоз, за да може да излезе во пресрет на потребите на луѓето во градот. Меѓутоа и велосипедски сообраќај, разни системи за изнемување, такси сообраќајот, онаму каде што има градови покрај вода, значи дури и воден јавен градски превоз. Значи алтернатива, едноставно кажано, се тоа што се алтернативни видови на транспорт, освен автомобилот. Денеска во научните кругови, во стручни часописи ќе најдете трудови кои што велат дека помеѓу градот, современиот град и автомобилот постои директен конфликт. Зошто, од каде се директен конфликт? Она што
не сум го слушнал некој јавно да го каже во јавноста, да разбере по широката публика. Коренот на проблемот е тоа што автомобилот како превозно средство во градот бара премногу простор и за движење и за мирување. Тоа значи широки сообраќајници, висококапацитетни сообраќајници, паркинг простори, паркинг гаражи. Не сум видел одамна некоја студија, меѓутоа од пред 20 години една студија вели вака, и тоа е многу лесно да се свати. Во текот на 24 сати на денот, во град обично автомобилите се во движење 2 до 3 часа. Останатите 27 до 22 часа се некаде паркирани. Значи, тој притисок кој што го прави автомобилот во градот, тоа значи дека ако бескрајно се проширува таа сообраќајна инфраструктура, градот ќе се претвори во бетон и асфалт и практично се дехуманизира животната средина. И тоа е најдобар пример за тоа. Има искуство од градовите во Соединетите Американски држави, каде што своевремено политиката беше автомобил и ништо друго. Меѓутоа, нивните градови доживеа голема дехуманизација и деградација и сега дури и таму, каде што беа такви големи екстреми, се приоѓа и се промовира политика на одржлив транспортен систем. Значи, сега во тој контекст, она што ме прашавте за искуство околу идејата на бесплатен јавен градски. Да. Значи, легитимно ваквата идеја би се разгледувала и анализирала од аспект на намерата или целта да се намали употребата на автомобилот во градот, како превозно средство во градот. Меѓутоа, ако побарате на интернет податок, колку има градови каде што се нуди бесплатен јавен градски превоз, ќе добиете некоја бомбастична бројка над 100 градови во светот има такви. Меѓутоа, ако малку навлезете подлабоко во анализа, ќе видите дека тој податок баш не е сосема коректен. Најголем дел од тие градови кои се таму набројани имаат бесплатен превоз само за одредени категории на население. Најчесто тоа се лица над 65 години, пензионери, значи и овие студенти и ученици. Потоа, еден дел од тие градови се градови со мали, 20, 30, 40 илјади, 50 илјади жители. Знаете, во такви мали градови, каде што има можда 4-5 линии, на кои што возилата возат може еднаш на еден час, а поготово ако градот е побогат град, има поголем буџет, не е некој проблем и тоа да се обезбеди целосно бесплатен јавен градски превоз. Меѓутоа, во поголеми градови, каде што имате огромен возен парк, огромна мрежа на линии на јавен градски превоз, трошоците се веќе многу големи и тешко дека може градот да обезбеди толкови финансиски средства или од било каде за да се покрие целосно бесплатен јавен градски превоз. Сега во оние примерите кои што ги побаравте, еден во Европа најстар пример е Луксембург, меѓутоа тоа е неспоредливо. Луксембург е толку мала држава и толку најбогата држава во Европа. Значи, за нив не е проблем. Таму и не е само градскиот превоз, него и на целата територија на државата е бесплатен јавниот превоз. А они пер капита имаат најголем приход по глава. И Малта како држава воведе бесплатен јавен градски превоз, а за нас е интересен град кој што е споредлив со поголемина со Скопје, Талин во Естонија, кој што го имате бесплатен јавен градски превоз. Меѓутоа, имаме и Куманово, јас не знаев. И Куманово имал бесплатен во Македонија, Штип воведе јавен превоз. Битола не знам дали има Куманово без пари се пофали градоначалникот Димитриевски. Значи, она што го реков пред малку, мали градови кај што има неколку линии на јавен градски превоз и кај што има мал број возила кои работат, можат евентуално да си дозволат таква работа, а кај нас е да се изразам така финтата, овие градови нашле математика со тоа што го представуваат како превоз за средношколци и рачунаат на голем дел од парите од владата за превоз на средношколците. Значи, тоа е финтата во тие помали градови.
И тоа Скопје е сосема поинаква ситуација. И тоа дозволете овој интересен многу примерот од Талин од Естонија. Направени се истражувања пред и после. Значи, навистина, после воведувањето на бесплатен јавен градски превоз, целосно бесплатен за сите, дошло до зголемување на бројот на патници во јавен градски превоз. Меѓутоа, кога анкетите направени после таа промена покажале поразителен резултат. Само околу 2 до 3% од претходни корисници на автомобили преминале од тој зголемен број на патници преминале на користење на јавен градски превоз. Најголем дел од зголемениот број на патници произлегува од претходни корисници на јавен градски превоз, кои сега почесто патуваат, бидејќи е бесплатен јавниот градски превоз. Дури се појави... Значи, автомобилите тешко може да ги... Да. Си извинувам, не ве слушнав? Продолжите, велам, автомобилите тешко од нив може да се откажуваат граѓаните. Така тешко се откажуваат и дури во се објавени трудови во кои се повеќе се тврди дека целосно бесплатен јавен градски превоз е повеќе штетен отколку корисен. Зошто? Бидејќи главната цел дел од автомобилистите да се префрлат на јавен градски превоз не се постигнува или барем не на доволно ниво, а од друга страна зголемениот број на патници прави дополнителен притисок за зголемување на капацитетите и трошоците во јавниот градски превоз, а бидејќи нели бесплатен, треба тие зголемени трошоци некој повторно да ги покрие, да ги плати. Професоре, може би решение забрана во централно подрачје за автомобили или на плаќање на такси? Да, има такви решенија. Еве кога веќе спомнувате, има и други решенија кога се воведуваат така наречени еколошки такси. Уште пред 20 на години градоначалникот на Лондон, господинот Ливингстон, имаше храброст прв во Европа да воведе еколошка такса за автомобили кои влегуваат во централното подрачје во Лондон. Мислам дека денес таа такса дневно изнесува околу 10 фунти. Околу 10 беше многу напаѓан, беше тоа наречено дека врши политичко самоубиство со таквата работа. Меѓутоа, после сите овие години се покажаа многу сериозни позитивни ефекти, пред се намалување на метежот во сообраќајот, намалување на авиаштетни емисии, загадување на воздухот, а што е најважно, многу важно, тие средства кои се собрани од таа екотакса се користат исклучиво за јавниот градски превоз и неодамна, колку има повеќе години, Лондон се уште, например, го проширува метросистемот, отвори нова метролинија, го надоградува тој систем. Професоре, само кратко да ми кажете за Бас Рапид системот, затоа што веќе и времето не гази. Повелете. Така, не ме слушнав добро, ми итра за Скопје директно. За Бас Рапид проектот. За BRT проектот. Бас Рапид проектот, што го почна Шилегов и сега го преиспитува новите власти. Еве тоа да го нагласам сега. Значи, Скопје има два големи предизвици, системски, кои што се однесуваат на јавниот градски превоз. Значи, проблеми има со превозниците, меѓутоа овие се системски проблеми од кои не зависат од самите превозници. Прво, на Скопје му недостасува висококапацитативен брз јавен градски превоз, без разлика кој вид. И второ, Скопје плачи за оптимизација на мрежата на линии на јавен градски превоз. Значи, Скопје се развива, се градат нови центри, молови, стамбени зони, структурата и просторната распределба на патувањата се сменал, а постојната мрежа на линии на јавен градски превоз не одговара на тие промени. Најповеќе се задржам со BRT системот. Значи, вашиот соговорник кажа дека BRT системот бил избрзано предложен, меѓутоа јас ќе потсетам дека во 2011 година како резултат на меѓународен европски проект од FP7 програмата под акроним Ренесанса беше изработен првиот план за одржлив транспортен систем во Македонија за Скопје
И во тој план за одржлива мобилност беше истакнато она што и денес го повторувам цело време, дека Скопје одамна го надраснал автобускиот систем, град со таква големина и со таква површина, да речам, не може да се базира само врз автобуски систем. Туку е потребен некој вид на висококапацитетивен брз јавен градски превоз. Јас правя во тоа време и анализа, мислам дека важи се уште, во Европа, во земјите на Европската Унија има вкупно 34 града кои што се во приближна големина на Скопје. Единствен е Скопје кој што базира само на автобуски јавен градски превоз. Сите половината од другите имаат метросистем, имаат трамваи, брз трамваи, тролејбуси, регионална железница, оние кои што се на воден јавен градски превоз. Значи, еден комплексен систем кој што ги задоволува потребите на луѓето во градот. Сега таму и уште во тој план, а само да ве потсетам, тој план во септември 2011 година беше презентиран и усвоен пред Советот на градот Скопје, во тоа време пред тие советници. Имаше јавна презентација во Holiday Inn, јас лично го презентирав. Истата година тој значи план за одржлив транспорт. И таму беше нагласено кои се опциите. Опциите се метро, брз трамвај или BRT. Метро системот очигледно е надвор од доменот, многу се скапи системите, тешко дека Скопје и Македонија може да си дозволи. Во времето на господинот Трифун Костовски, кога беше, ќе ги споменам само овие поновите обиди, кога беше градоначалник, имаше порачено неколку овие идејни студии за трамвај воведување. Тоа го продолжи господинот Коце Трајановски, кога беше градоначалник. Меѓутоа се покажа дека трамвајот, а трамвајските линии кои беа предложени беа сосема истите траси со ова што се предлага за BRT-то, се покажа дека трамвајот исто така е премногу скап за Скопје. И тогаш остана како опција брзиот автобуски превоз, со тоа што владе едно големо недоразбирање и непознавање кај јавноста што е тој систем. Со тоа што во насловот има автобуски систем, веднаш некако се создава некоја верзија кај луѓето, демек што е ова повторно некој си автобуски систем, меѓутоа во основа според начинот на функционирање, ама нема никакви допирни точки со автобуски систем. Единствено возилата се автобуси, меѓутоа најважното е тоа што функционира на целосно издвоена траса физички од останатиот сообраќај. На сите крстосници сигнализирани има апсолутна предност, значи дојува зелен сигнал за станување на возилата. Има станици кои што се од затворен тип, значи плаќањето и валидацијата на билетите се врши на станицата, за да се забрза влезот и излезот на патниците. Тоа се карактеристики дури на метросистем или на брз трамвај. Поентата е максимално да се забрза и да се обезбеди голем капацитет. Денес имате овие зглобни возила, имате и двојно зглобни возила, кои што се типично наменети за брз автобуски систем, кои што имаат капацитети до 270 места за стојање и седење. Оние кои биле, да речеме, во Измир, во Турција, би имале прилика да видат една таква линија со тие двојно зглобни автобуси и на BRT линијата. Така да, науката, она што го вели е, Скопје никогаш нема да реши никакви сообраќајни проблеми ако не воведе некој вид на висококапацитетивен брз јавен градски превоз кој што ќе може да понесе на брзо, ефикасно, точно, со редовност, со квалитетна услуга, да ги задоволи потребите на луѓето и да привлече барем дел од денешните автомобилисти да најдат дека е попогодно да се користи јавниот градски превоз отколку автомобил. Никола Крстановски, благодарам професоре. Универзитет. Благодарам и вас уште еднаш и поздрав до слушателите и вас во студиото. Стадион. Емисија за вашата вистина.